Рочиштето за случајот Тврдина 2 денеска повторно се одложи за 5 мај поради тоа што судиката Лидија Петрова била на боледување, на рочиштето не беше присутен ниту еден од обвинетите. Поранешниот началник на УБК Горан Груевски и 6 вработени се товарат за уништување документација за системите од незаконското прислушување. Обвинителката Ленче Ристовска изјави дека добила решение од МВР со кое се декласифицираат голем дел од доказите за овој случај, но соработката со УБК се уште одела многу тешко. Од денес новинарите од весниците Дневник, Утрински и Вест го зголемуваат времетрењето на штрајкот на 8 часа, бидејќи и поветувањето од раководството дека се прават напори за да се исплати јануарската плата, платата за јануари 2017 не е исплатена и нема никаков прецизен рок кога тоа ќе се случи, а нема ниту прецизна информација што ќе се случува со компанијата во наредниот период. Приштинскиот адвокат Азем Власи утрово е ранет пред својот дом, соопшти косовската полиција. Власи е ранет во рамото и е надвор од животна опасност, а напаѓачот идентификуван. Сопругата на Власи изјавила за агенцијата Бета дека напаѓачот е лице кој утрово побарало Власи да му биде адвокат, а кога овој одбил, бил застрелан. Власи беше истакнат политичар во времето на СФРЈ.